Пожарот во Кочани од март годинава ја однесе 63-та жртва. По 7-месечна борба со повредите од пожарот утринава во болница во Скопје почина фронтменот на бендот ДНК Владимир Блажев Панчо. Негови колеги на социјалните мрежи се простуваат од познатиот музичар. Панчо е 8-миот член на бендот ДНК кој настапуваше во дискотеката Пулс на кобната вечер на 16 март кој почина од последиците на пожарот. Само двајца членови на бендот преживеа. Родителите на загинатите изразија сочувство за неговата смрт. Велат дека како родители ја почувствувале најголемата болка од губење дете и знаат каква тага е тоа. Почивај во мир, Панчо, нека ти е светол патот до Царството Небесно. Пренеси им поздрав и порака на нашите ангели, дека за секогаш ќе останат во нашите срца. Ние нема да молчиме, правдата мора да дојде. Во меѓувреме се чека датум за почетокот на судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Родителите на загинатите почнаа со секојдневни блокади на улиците во Кочани по 1 час дневно до почетокот на судењето. Обвинети се 34 луѓе и 3 фирми. Врховниот суд во јуни, поради сложеноста на случајот и големиот број обвинети, одлучи да го премести судењето од Кочани во Скопје. Скопскиот кривичен суд на 3 октомври во целост го прифати обвинението. Случајот е распореден кај судијката Дијана Груевска-Илиевска. Панчо беше еден од осомничените, но истрагата против него беше привремено прекината. Јавното обвинителство ќе издаде наредба за обдукција на лицето за кое постапката беше времено прекината, токму заради здравствената состојба. Паралелно во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал се води истрага против 30 полициски службеници кои се товарат дека како службени лица вработени во СВР Штипи во полициската станица во Кочани не направиле целосна и детална проверка за издавање согласност за добивање лиценца за Пулс во делот на безбедноста во сообраќајот и јавниот ред и мир. Првично во истрагата беа осомничени 7 полицајци, а во април таа беше проширена со уште 10. Уште 13 полицајци беа осомничени во јуни годинава. Еден од осомничените, пензиониран полицаец, почина вчера. Истрагата за случајот ја следат низа контраверзи. Родителите на загинатите обвинуваат дека не се опфатени сите виновници чии постапки доведоа до трагедијата. Адвокатите тврдат дека обвинението е софалинки што доведе до преписка меѓу обвинителот Љупчо Коцевски и адвокатската комора.